Денот после прочка е чист понеделник и од денеска започнуваат големите великденски пости кои ќе траат се до големиот христијански празник Великден, односно 7 недели. Според Македонската православна црква овие пости се најдолги и најтешки, па затоа ѓакон Димитар Арсовски од православниот храм Свети Великомачени Ѓорги говори за начинот на кој треба да се пости. Што кажеме според титулот во поста на Светата православна црква, овие пости се постат на следниот начин, значи од понеделник до петок до постна вода, односно без масло. Сабота и недела е дозволена употреба на масло и на вино, додека риба е благословена само на празниците, благовештени и цветници. Она што е најважно, постот да ни биде целосен, а не само да ни биде еден вид воздржување од храна, бидејќи таквиот пост би бил само некоја непотребна диета. Нешто на што највеќе треба да обрнеме внимание, тоа е духовниот пост, значи засилено молитва, засилено размислување за Бога, покаяние, исповедание, а секако доколку се нарекуваме Христови, доколку постиме, треба во овие денови засилено да мислиме и да им помагаме на било кој начин на оние кои што имаат потреба од помош, посебно да не ги забораваме сиромасите и сираците. Во текот на 7-неделниот период на Великденскиот пост има повеќе празници. Во првата недела од Великите пости од понеделникот до средата се деновите наречени тримери, кога не се конзумира никаква храна ниту течност. Првата сабота после прочка е празникот Тодорова сабота, Тодорица, а саботата пред Великден е Лазарова сабота, а во неделата Цветници.